Зошто на пратеничко прашање не доставувате биографија кој е Љупчо Зафировски? Зошто на пратеничко прашање поставено не кажувате кој го потпиша договорот со Љупчо Зафировски? Дали вие, ве прашав, дали генералниот секретар, дали шефот на кабинет? Ја ви го прочитам одговорот ако не се сеќавате што сте одговориле. Нормално, транспарентно информирам за се што постои во владата и така сум ви информирал. Да не зборуваме, вие ќе држите предавања за советник за 1200 евра. Па на Владко Ѓорчев сопругата ангажиравте за 1800 евра. По 6000, по 8000 евра имате ангажирано советници. Така да нема, јас кажувам дека министерот Антонио Милошевски тогаш тоа го направил. Вие ќе држите предавања за тоа кој сум ангажирал или не. Ева ќе видиме Франција како ќе гласа во октомври. Така да креирањето зборувам за прашања кои што се комплетно. Господине Димовски, јас сум задолжен за да правам ред во седница. Да го изслушаме председателот на владата, господинот Милошевски, ќе има 3 минути шанса да говори. Целосно зборувам за прашање кое што е поставено, го давам одговорот на прашањето и давам образложение согласно прашањето. Дека се манипулации, лаги и дури бесрамни лаги. Јас ве прашувам за тоа што го пренесуваат денес медиумите во Република Македонија. Тие пренесуваат дека на бизнисмен кој што добил тендер во РЕК Битола му е побаран рекет од 250.000 евра. И ви кажав дека тоа се наводи за овој случај. Човекот, за да се спаси од барањето за тој рекет, пишуваат медиумите, оди до Белград и ургира кај амбасадорот на Република Белорусија со кого што имал лични контакти. И тој ургира да го спаси, да не го даде бараниот рекет. Дали некој ви се јави или не ви се јави од белоруската амбасада во Белград? Тоа беше прашањето. Кај мене не е дошол ниту белоруски амбасадор, ниту некој од белоруската амбасада да зборува на вакви теми. Кажувам колку дрско се злоупотреба говорница за да се лиферуваат теми, да се конектираат со веројатно со актуелни случаеви, заради тоа што има случај рекет. Значи ова е обврска на секој граѓанин, на пратеник е должност, уште поголема и од граѓаните веднаш да го пријави во органите на истрагата.